Демнење и принудени бракови. Ова се едни од најчестите насилства врз жените кои се опфатени со Конвенцијата на Советот на Европа, а чиј потписник, иако се уште не ја ратификувала оваа конвенција, е и Република Македонија, која ги прифаќа основните начела на така наречената Истанбулска конвенција, која пак има за цел напредување на целиот систем на заштита на жртвите и гонење на сторителите. Значи, конвенцијата како таков документ Советот на Европа го има донесено, препознава дека за жал сите овие жртви на сите овие форми на насилство се жените и нејзината ратификација во државата ќе значи напредување на целиот систем на заштита на жртвите и гонење на сторителите. По-конкретно, значи бесплатни SOS линии, зголемен број на кризни центри за жртви на насилство, развивање на сеопфатни политики, значи легислатива, советувалиста за жртви и за сторители, исто така центри за жртви на сексуално насилство и најважно зголемување на бројот на засолништа кои што во моментов се проценува дека не е доволно постојат на територијата на Република Македонија. Со ваквите и слични форми на насилство, фондацијата Елена Лука преку работилници ги запозна и учениците од Берово и Пекчево. Присуството на учениците беше одлично оценето, исто така и нивниот интерес за темите кои што ги обработувавме. Денешната средба беше на тема спречување на родово базирано насилство. Учениците имаа можност да се запознаат со формите на родово базираното насилство. Значи не само она кое што за кое што насилство кај нас најчесто се говори психичко, физичко, сексуално, економско, меѓутоа и други форми на насилство. Со последната работилница одржана во Пекчево практично заврши циклусот на предавање на оваа фондација, која заради успешно спроведените едукативни активности веќе има покана за нови работилници во наредниот период.